Оставка! 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 Марш за ангелите. Семејствата на настраданите од пожарот во Кочани денеска маршираа во Скопје. Река од народ скршени од болка родители, роднини, семејства и пријатели. Побараа правда за нивните деца кои таа 16 мартовска ноќ трагично ги загубија своите животи. Побараа и оставки од надлежните кои со години не ја завршиле својата работа за пред нешто повеќе од 40 дена трагично да загинат 62 лица. Да плаќаме со јадници евра, да правите милионски криминали. Колку ви е доста? Јавно величество што поне еден добре глас нема излегнато до сега. Душите на децата ни земат. Понеднаш за добре глас немат излегнато, еднаш барем полка да излеговте бре. Стоки. Полка да излеговте бре, немаше да ги гледаме овие деца како мртви. Вашите деца ќе Половина, не еднаш, половина да излеговте бре. биат по гробове. Повикувам сите еден по еден да излегнете од таа зграда и да не ги манипулирате тие луѓе пошто ви запуштени ботови таму меѓу некои од родителите. Меѓу родителите за да го контаминират целиот овој наш марш. Што не е ни протест. И не се плашете, не дојдовме тука да убиваме, не сме ни во оружје, ни па сакаме. Дојдовме со душа, со срце, со Бога дојдовме. Затоа што не убивте се, ама Бог не... Маршираа од предјавното обвинителство до плоштадот во Скопје и пред собрание, каде чекаа да бидат примени или барем некој од надлежните да даде одговор на нивните прашања. Избори во Кочани нема да има. Нема да се гласа, истакнаа семејствата. Ќе оди некој од Кочани на гласање? Не. Ќе гласаме за партии? Да, ќе гласаме, под еден услов. Под еден услов. Овие од списокот ќе бидат сите приведени, санкционирани, институционализирани. За луѓе да гласаме, не за партии. Од вистински правни институции. Кога ќе има правда? Кога правдата Тоа ќе ќе биде гласаме. задоволена и ќе успееме да го качиме оној процент од 2% во доверба на судството, може би некогаш Кочани после 10-20 години ќе биде повторно бастион на некоја од партиите. На крајот пред родителите на настраданите од Кочани се појавија Крмов од Левица како и Филипче од СДСМ. Семејствата посочија дека маршот не е партиски и дека продолжуваат со нивните барања. Одговорност да има за трагедијата која зеде 62 жртви, а над 200 беа повредени.